Почитувани приятели, ве покануваме да бидете дел од утринската програма на Радио Глас на надежда. Секој ден од понеделник до петок во 8:30 минути со Томе Трајков. На Facebook страната на Радио Глас на надежда. Ке имате прилика да слушате утринска порака, совети за здравјето, животни приказни, рецепти за готвење, гости во студиото и многу други интересни работи. Ве очекуваме. Dobro utro, počituvani gledači. Srečen pozdrav od studijata na Radio Glas na nadešta. Evo deneska je 1. juni, započnuvame nov mesec i nova emisija. Ova utrinska programa, odnosno emisija, kja odpočneme s jedna ubava misla. Ne razmisluvaj za ono što go nemaš. Razmisluvaj za ono što možeš da go napraviš s ono što go imaš. Neka i ova misla zapisana od pisatelja od Ernest Hemingway ne vodi i vo ovoj den. Znači da ne razmislujeme za ono što go nemame, za da napravime nešto. Tuko da razmislujeme da napravime nešto s ono što go imame. Neka i ovoj topol, bi rekao, žežok 1. juni navistina go pomineme onaka kako što Gospod saka. Deneska je sreda, znači 1. juni, vo ovoj nov mesec, maj je veki pozadi nas, go započnuvame i 6. mesec v ova kalendarska godina. Na početok od vobičajno, keve pozdravime, počtovni gledači, su jedna ubava hristijanska pesna. Pa ajdemo ovu pjesmu ponovo odpjevati, ali onako od srca, jer ja zaista jedva čekam, ne znam kako vi, ali bi volio čuti Beč. Ono vrijeme kad je tu na zemlji bio radosti i sreće, svoju ljubav dao je svakome, pa i suze svoje zbog mene je lio. I na kraju život radi ljubavi dao je. Jedva čekam dan da pođem s njim, tamo gore gdje me čeka dom, jer nam život brzo prolazi, prebrzo. Jedva čekam dan da pođem s njim, tamo gore gdje me čeka dom, da zauvijek gledam to lice njegovo. Znam da uskoro će Isus opet doći, zapjevat će mnogi, klicati u slavu Bogu svom, i sa njime tada želio bi poći. Tamo gdje mi spremam svoj nebeski vječni dom. Jedva čekam dan da pođem s njim, tamo gore gdje me čeka dom, jer nam život brzo prolazi, prebrzo.
jedva čekam dan da pođem s njim, tamo gore gdje me čeka dom, da zauvijek gledam to lice njegovo. Jedva čekam dan da pođem s njim, tamo gore gdje me čeka dom, jer nam život brzo prolazi, prebrzo. Jedva čekam dan da pođem s njim, tamo gore gdje me čeka dom, da zauvijek gledam to lice njegovo. Da zauvijek gledam to lice njegovo. Hvala vam lijepo. Продолжуваме со нашата програма, со нашата емисија, почитувани гледачи. Денеска, како веќе што спомнавме, 1 јуни, среда 2022 година. 152 ден во годината или уште 213 дена до крајот нова календарска година. Сонцето во Кавадарци утрово изгреа во 4 часоти 58 минути, а истото ќе зајде во 19 часоти 56 минути. Температурата моментално во Кавадарци е плюс 16. Воздухот е делумно загаден. УВ зрачењето е 8. Што се однесува до денешната прогноза за времето, таа гласи дека ќе имаме сончево и топло со мала до умерена локална облачност и со слаб до умерен ветер од променлив правец. Попладне ќе има изолирана појава на краткотраен пороен дожд и грмежи, особено во источните делови. Синоќа во Кавадарци помине еден таков бран, дуваше не така силен ветер, но малце заварна, имаше грмотевици, но фала на Бога немаше некои штети, како што е град во некои делови на Македонија. Овие денови навистина се случи катастрофа, многу посеви беа уништени во Струмичкиот дел, во Штипскиот дел, во Скопје имаше така натаму, во Прилепскиот регион исто така имаше град, но ете, таква е природата, се е пореметено на жалост. Ајде да проследиме сега прогнозата за останатите делови од нашата земја. Рековме Кавадарци е топло, од 15 до 33 степени ќе се движи температурата, во Гевгелија од 16 до 34 се очекува грмежи во регионот на Гевгелија, нешто слично ќе биде и во Струмичкиот Беровскиот регион, каде што во Берово температурата ќе се искачи од 8 до 27, во Команово ќе биде помирно, значи ќе нема грмежи и такви ветришта, од 12 до 28, Скопскиот регион од 15 до 33, скрос на запад во Македонија малце ќе биде посвежо од 11 до 24 и Пелагонискиот регион од 13 до 31 и Охридскиот од 14 до 28 степени. Тоа е прогнозата за денеска. Значи во планените часови очекувајте пореметување на времето, можеби ќе има и локален дожд. Што се однесува до утрешната температура, таа ќе оди нагоре, значи прогнозата е дека во наредните денови ќе имаме до 38-39 степени, ќе биде многу топло. Слично ќе биде, значи, и утрешната прогноза, сончево и топло со мала до умерена облачност и со слаб до умерен ветер од северен правец. Како и да е, ете полека се ближиме кон летото, пролета веќе оставаме, уште 20 дена, ќе навлеземе и званично, значи во летниот период. Иако имаме и денеска, може да кажеме, летни температури. Што се однесува до Автомотосојузот на Македонија, почитувани гледачи, тие ни јавува дека сообраќајот на државните патишта се одвива непречено по суви, но на места има и влажни коловози. На патниот правец Пробиштип Лесново од 31 мај, значи почнуваат од вчера, започна градежни активности односно асфалтирање на тој дел од патиштата во
источниот дел на Македонија, затоа внимавајте на поставената сигнализација. Интензитетот на сообраќајот на патните правци надвор од градските средини е умерен, на граничните премини од македонска страна нема подолги задржување за влез и за излез од нашата земја. Автомотосојузот на Македонија препорачува прилагодена брзина на движење, почитување на поставената сообраќајна сигнализација и внимателно правување со моторните возила, посебно ако возите во текот на денот, кога е топло, кога е многу жешко, а посебно во автомобилите, така да правите почести паузи. И на други делови од македонските патишта се одвиваат градишни работи, како што е патот Охрид-Ресен, исто така, значи преку Галичица тој пат е отворен, но внимавајте, возите, значи со возила до 3,5 тони, поголема тонажа не е дозволено. Кичево Охрид се изведуваат градишни работи на автопатот, значи вие кои возите од Скопје преку Тетово за Охрид, внимавајте на таа делница. Ете толку беа тие информации за времето и за информациите од Автомотосојузот на Македонија. Да ја проследиме сега рубриката на денешен ден, значи 1 јуни, да видиме што се случило во минатото. Има многу овде настани, се нема да ви прочитам, меѓутоа еве ќе одберам некои можеби интересни настани. 1876 година на денешен ден во борбата против турската војска загинал Христо Ботев, бугарски револуционер, поет и публицист. Пропагирал јужнословенско единство и социјалистички идеи. Неговата поезија е борбена, социјална, бунтовна, но секогаш уметнички вредна. Значи, на денешен ден бил убиен во борбата со турската војска Христо Ботев. 1880 година на денешен ден во Соединетите Американски држави била поставена прва јавна телефонска говорница во светот во зградата на Јейл банката во Нью Хевен. Еве, тоа се случило, значи далечната 1880 година на денешен ден бил поставен првиот телефон, јавна говорница, каде што луѓето можеле да користат и да зборуваат, да се јуват на своите пријатели и роднини. На денешен ден, 1941 година, германците го освоиле Крит и заробиле 13.000 британски војници, со што обезбедиле важна база во Втората светска војна за операции на Блискиот Исток и во Северна Африка. Ете, тоа се случило 1941 година на денешен ден. 1943 година на денешен ден, врз основа на известувањето на германските шпиони во Мадрид, германски ловци собориле еден британски патнички авион, сметајќи дека во него се наоѓа британскиот премиер Винстон Черчил. Во слосторничкиот напад загинале сите патници, меѓу кои познатиот филмски актер Лесли Хауард. Не е тоа прва таква саботажа, каде што патнички авион е погоден од страна на некоја држава, од некои авиони, војни авиони, како што се случи пред неколку години во Украина, а такви има и во други земји во светот. Еве, тоа се случило, на жалост, и овде, како што прочитавме, во 1943 година со цел да биде убиен Винстон Черчил, британски премиер. 1945 година денешен ден стапила во сила одлуката на владата на Македонија од 19. мај 1945 година за формирање на Македонски федерален статистички уред. На 1. јуни 1995 година била донесена одлука со која 1. јуни е прогласен за ден на статистичари во Македонија. 1946 година на денешен ден во Битол е роден Славе Димитров, познат македонски композитор, пејач, аранжер и музички продуцент. Има многу интересни песни, певливи, например легендарната песна Чија си, која доживела безброј верзии и безброј изведби кај нас и во странство. Има многу тој напишано песни, но мислам дека се уште жив, така да може да го слушате на YouTube неговите интересни и убави песни. Во 1953 година
во Женева била основана Европската организација за нуклеарни истражувања. На денешен ден, 1968 година, умрела Хелен Келер, американска писателка и преведувач, слепа и глувонема од втората година на животот, со одличен успех завршила филозофски студии и станала истакнат јавен работник на полето на општествената реформа. Напишала повеќе автобиографски дела, меѓу кои историјата на мојот живот и светот во кој живеам. Родена била во 1880 година. Хелен Келер, значи слепа девојка, меѓутоа кога го запознала Бога, кога го запознала Христа, таа станала христијанка. Пред тоа била лута на Бога затоа што останала слепа и глува, што се вели, и цел живот била во количка, но кога го запознала Бога, таа открила еден нов свет, можела да проповеда, да зборува, научила да пишува, значи, иако би била слепа, и обратила и лјадници луѓе во христијанскиот свет, ги запознала луѓето со Бога благодарение на незиниот живот и се она што таа го напишала за Бога како нејзино искуство. 1992 година, денешен ден, во Скопје бил поставен камен темелникот на домот Музеј на народна музика, објект што на Македонија го подарија македонските естрадни уметници Есма и Стево Теодосиевски. Свечено бил пуштен во употреба во мај 1996 година. Добро, еве уште еден интересен податок. Во 1994 година Јужна Африка по 33 години се вратила во британскиот Комонвелт. Добро. Во Нью Йорк 2000 година на денешен ден умрел Тито Пуенте, светски популарниот латинско-американски слеп музичар. Роден бил во 1923 година. И еве уште еден податок. На денешен ден 2010 година починал Андрей Вознесенски, руски поет, писател и есеист, добитник на Златен венец на Струшките вечери на поезијата. Еве, почитувани гледачи, тоа беа почетните сервис информации за времето, што ни соопштува Автомото Сојузот на Македонија, и пред малку прочитавме на денешен ден што се случило во минатото. Одеме сега со песна. Еве не повторно во живо во нашето студио. Почитувани гледачи, поздрав до сите вас кои во меѓувреме се вклучивте и ја следите директно во живо ова емисија од нашето студио. Сакам сите да ве поздравам и да ви посакам убав ден. Вчерашната емисија, еве да ви пренесам неколку интересни податоци. Според Facebook што ми дава овде, нашата емисија била следена од голем број на гледачи, дали во живо или
nekoliko časovi podosna. Znam дека mnogo od vas ste na работните места, не може да не следите во живо, но ова емисија се снима и може да ја следите и во другите делови на денот на нашиот YouTube канал Радио Глас на надежта. Најмногу вчерашната емисија била следена секако од кавадарци, потоа чајер, тоа е значи, кога велам чајер, очигледно ова базна станица го фаќа и целиот град Скопје. Србија имаме, во централна Србија, Војводина, Прилеп, Викторија, тоа е значи во Австралија, Струмица, поздрав до Струмица и сите села кои се опфатени од Струмичиот регион. Штип имаме група на гледачи Велес. Еве да одиме сега по земји. Македонија секако најмногу не следаат, потоа имаме од Србија, Германија, Бугарија, Австралија, Хрватска, Америка, Босна и Херцеговина, Франција, Италија, Холандија и така натаму. Според годините или полот на нашите гледачи кои не следат, имаме 43% од машкиот пол и 57% од женскиот пол. Најголема гледаност имаме од 55 до 64 години, односно годишна возраст на нашите гледачи. Но, ете, имаме сега и помлади гледачи од 18 до 24. Сме имале 4 мажи или од машкиот пол и 10 од женскиот. Од 25 години до 34 години имаме 7 од машкиот и 13 од женскиот, но од 35 до 44 години не следеле 18 машки и 8 женски, од 45 до 54 од 9 до 14, значи 14 женски, 9 машки, и сега видите од 55 до 64 години имаме 17 машки и 26 од женскиот пол, и преку 65 години имаме 10 од машкиот и 14 од женскиот пол кои во живо не следеле. Така да благодарам на сите вас, почитувани гледачи, што ја следите нашата емисија. Ние се трудиме да го привлечеме вашето внимание, затоа ширете ова емисија, споделувајте го овој линк на Радио Глас на надежта на Facebook и на YouTube каналот. Одиме понатаму да ја проследиме и следнава рубрика, зборуваме за, односно ќе кажеме неколку капки на мудроста и потоа кратка утринска приказна. Животот е долг процес на секојдневно учење. Човекот старее така како што живеал. Почитувај го старецот, ако поради ништо друго, тогаш поради тоа што толку долго го носел товарот на животот. Попусливоста стекнува пријатели, а вистината омраза. Подобро е да не се ветува, отколку зборот да не се исполни. Подобро е да се страда од вистината, отколку да се биде награден со лага. Има луѓе кои од своето богатство немаат ништо освен стравот да не го изгубат. Богатството е слично на морската вода. Колку повеќе ја пиеме, толку сме пожедни, истото важи и за славата. Се е поминливо на оваа земја, и слава, и популарност, и богатство, колку да човекот го има, ништо не може да понесе со него кога еден ден ќе ги затвори неговите очи. Богатството е слично, добро, тоа го рековме, значи на морска вода, колку повеќе пиеме таа морска вода, стануваме пожедни. Колку повеќе даваш, толку повеќе имаш. Библијата вели, подашната рака бива богата, и она рака која дава секогаш е одзгора. Лесно е да бидеш дарежлив со туги пари. И еве уште една мисла, како што тешката облека пречи при движењето на телото, така и богатството пречи при движењето на душата. Библијата не зборува против богатството, почитувани гледачи, да не се сватиме погрешно. Меѓутоа се знае дека тоа богатство кај некои луѓе ги ослепува духовно и не може да видат околу себе дека има посиромашни луѓе, или па го заборават Бога, ги заборават дури пријателите. На некој вели дај му власт, па ќе видиш какво е. Така да, ете, некој тоа го доживел и го запишал, иако Господ не е против богатството, да имаме, да заработиме честно и така натаму. Ајде сега да ја проследиме утринската порака, приказна, следи го упаството. Читаме во Псалм 119.6.
nema da se zasramam ako gi držam Твоите правила или заповеди. Дали знаеш дека половината книги од Библијата може да се прочитаат за помалку 45 минути секоја, а некои дури и за помалку од 20 минути. Целата Библија содржи 66 книги, помали или поголеми, и може да се прочита за 71 час. Значи, целата Библија од првата корица до последната може да се прочита за 71 час. Прочитав за една жена која Библијата ја прочитала ни помалку ни повеќе 143 пати во својот живот. На возраст од 85 години, таа се уште можела да ја прочита 4 пати во годината. Иако постои едно правило, ако читаме по 3-4 глави секој ден, за цела година ќе ја прочитаме барем еднаш. Но ете, ова жена 4 пати годишно ја читала Библијата, иако имала 85 години. И мајки го на ум овој пример, размисли малку за прашањето колку време минуваш во читање на Светото писмо. Една жена која купила машина за шиење се вратила во продавницата за да се пожали дека машината не и работи. Дали го прочитавте упатството за работа, ја запрашал продавачот жената. Засрамена, жената одмавнала со главата и ветила дека ќе дзирне во упатството штом се врати дома. По известно време продавачот ја сретнал жената и ја прашал како работи машината. Одлично, одговорила жената. Наместо да се мачам сама, да откријам како работи, почнав да го читам упатството и можам да кажам дека работи безпрекорно. Почитувани гледачи, и денеска, на жалост, многу христијани имаат проблеми во животот, како еве и ова жена што имала со машината за шиење, бидејќи не го читаат упатството. Верното Божје дете, што сака да му угоди на Бога, на својот Бог, ке дзирне, ке прочита во неговото писмо, ке го проучава, ке медитира врз прочитаното и на крајот ке го послуша, ке ги послуша советите. Следејќи ги тие инструкции на Библијата, ќе се избегнат многу проблеми, затоа да го читаме и ние, и денеска да одвоиме 5, 10, 15 минути, колку можете, читајте го упатството, читајте Библијата и ќе се уверите во тоа. Псалмистот Давид напишал: Твоето слово е светилка на мојата нога и светлина на мојата патека. Еве, тоа беше утринската кратка порака, односно овој пример на ова жена која купила машина за шиење и се збунила, мислила дека е расипана машината, но кога продавачот ја рекол прочитај го упатството, таа после сватила и ги научила сите правила како се работи со таа машина. Одиме сега повторно со песна, потоа ќе се вратиме да ја проследиме, да го проследиме и утринскиот стих за овој ден. Одиме со песна. So
širi ljubav. Денешниот утрински текст, почитувани гледачи, го наоѓаме во посланието до Филипјаните, 2 глава од 6 до 8 стих. Оддалечување од небесниот престол. Така е насловот на ова утринска порака. Кој иако е во Божје обличе, откако се најде во лик како човек, тој се понизи самиот себе и стана послушен до смрт, дури и до смрт на крстот. За целосно да се разбере вредноста на спасението, потребно е да се свати платената цена. Заради ограничените поеми за Христовите страдања, многумина недоволно го ценат големото дело на помирување. Бог во својата безгранична љубов направил величествен план за спасението на човекот. Во тој план се огледува чудесната Божја љубов кон паднатиот род. Таа љубов, искажена преку делувањето на љубениот син на човештвото, ги зачудила светите ангели. Бог толку го засака светот што го даде својот единороден син, та секој кој верува во него да не погине, туку да има живот вечен. Јован 3:16. Овој спасител бил светлина на славата на својот татко и верна слика на неговото битие. Тој поседува божествено величество, совршенство и извонредност. Тој е рамен на Бога, бидејќи во него благоволи Бог да ја насели сета полнота. Христос се согласил да умре наместо грешникот, за да може човекот, живејќи во послушност, да избегне казната на Божиот закон. Исус бил величество на небото, сакан заповедник на ангелите кои уживале да му угодуваат. Бил едно со Бога во прегратката на таткото, а сепак сметал дека не е во ред да ужива во еднаквоста со Бога, ако човекот треба да остане во грев и беда. Се симнал од својот престол, ја симнал круната, го оставил царскиот жезол и својата божествена природа и ја облекол во човечка. Се понизил самиот себе дури до смрт на крст, за човекот да може да биде издигнат, да седне со него на неговиот престол. Во него имаме совршен дар, бескрајна жртва, моќен спасител, кој може совршено да ги спаси сите кои доаѓаат кај Бога преку него. Тој дошол во љубовта да го открие Отецот, да го помири човекот со Бога, од него да направи ново создание, обновено според ликот на оној кој го создал. Давајќи го својот син да умре за паднатиот човек, нашиот небесен татко се согласил на најголема жртва која не може да се спореди со ништо. Цената платена за нашето откупување треба да ни пружи возвишена представа за она што можеме да станеме благодарение на Христа. Ете, тоа беше утринскиот текст, почитувани гледачи, кој го најдовме денеска во Филипјаните, 2 глава од 6 до 8 стих. Иако Бог беше во обличе Божјо и откако се најде во лик како човек, тој се понези самиот себе и стана послушен до смрт, дури и до смрт на крстот. Благодарение на овој живот на Исуса Христа поминат нова земја и давајќи го својот живот на Голготскиот крст, ние сме откупени денеска. Ние сме спасени преку неговата пролеена крв, односно преку неговиот живот, но наше е тоа да го присвоиме, да го разбереме, да веруваме во Христа дека тој е единствениот наш спасител. Многу луѓе ќе бидат изгубени, многу луѓе ќе бидат изгубени затоа што не го признале Христа за свој спасител. За целосно да се разбере вредноста на спасението, потребно е да сватиме каква цена е платена заради нас. Заради ограничените поеми за Христовите страдања, многумина недоволно го ценат големото дело на помирување. Бог во својата безгранична љубов направил величествен план за спасение на човекот. Навистина, фала му на Бога, односно на Исуса Христа, за се оно што тој го сторил за нас, а наше сега да го следиме Исуса, да ги следиме неговите правила и упатства што тој ги запишал, односно ги оставил во својата реч, во Свето писмо. Доколку сакате и вие, почитувани гледачи, да ја проучувате Библијата, слободно
Javite se vo našta redakcija, nije ki vi spratime besplaten primjerok na Biblijata, odnosno na Sveto pismo. Isto tako, ke možete da je proučuvate i Biblijata pod dopisem pad online, znači, evo sjega za koja sekunda, ke ja vidim je reklamata, znači možete slobodno da je proučuvate, dopisnata biblijska škola i na kraju ke dobijete na ubava prekrasna diploma. Odime sjega so reklamata za dopisnata biblijska škola. Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата, имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски. Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсеви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата, Светото писмо на Стариот и Новиот Завет преку курсевите на интернет или во печатена форма. Продолжуваме со нашата програма. Почитувани гледачи, вие следите утринската емисија на радио Глас на надежта, адвентистичко радио, што емитува својата програма секој утро од понеделник до петок во 8 часот и 30 минути. Во ова рубрика што следува ќе одговориме на едно прашање: зошто животот е толку тешок? Може би сте се прашале зошто луѓето заболуваат од тешки болести. Еве да споменеме како што е ракот. Зошто има земјотреси кои уништуваат цели градови и села? Зошто луѓето мора макотрпно да работат за едва да го прехранат своето семејство? Подсвесно, сигурно имате многу често такви прашања, почитувани гледачи, но свесно ретко кога имате и вистински одговор. Толку сме зафатени со животот што ретко ни текнува да подзастанеме и да побареме одговор на овие прашања. Но ете, кога ќе не идеме на таквите тешки прашања, застануваме како пред зид и се разочаруваме. Има, значи, секакви негативни ситуации во нашиот живот. Зошто сепак прашањето постои, се случуваат тешки работи? Зошто на овој свет не е подобро место за живење? Зошто овој свет на кој живееме не е подобро место за живење? Ако побареме одговор во разни световни книги, ќе ни дадат тие некои општи одговори, меѓутоа Библијата ни дава одговор на прашањето зошто, но на жалост повеќето луѓе не сакат да ги слушнат таквите одговори кои Библијата ни ги дава. И затоа, еве, ние вечерва, односно денеска во утро, ќе споменеме неколку одговори. Пред се мора да сватиме, почитувани пријатели, дека живееме на една грешна планета. Според Библијата, кнез на овој свет е ѓаволот. Тој доминира не затоа што Господ тоа му го дозволил, меѓутоа тој успел да ја присвои нашата земја преку постапките што ги направиле Адам и Ева. Тие погрешиле и на жалост тој станал господар на овој свет. Тие јаделе од забранетото дрво. Тоа овоше ја представува помислата дека тие можат да го игнорираат Бога, и тие го игнорирале Бога кога Бог им рекол: не јадете од тоа дрво, зашто во оној ден кога ќе јадете, ќе умрете. Бидејќи Адам и Ева се
nadevali дека може да станат како Бог без негова помош. Тие мислеа дека постои нешто повеќе и ќе добијат еден повреден живот од самиот Бог, односно од она што Господ им го дал. Една прекрасна градина, едно убаво место за живење, кај што не требале се мачат, да работат во смисол да копаат, да приредуваат, како денеска ние што се мачиме да заработиме некој денар. И исходот од нивниот избор денеска сите ние го чувствуваме на оваа земја. Иако и ние денеска не сме поразличити од Адам и Ева. И денеска Бог ни вели не го прави ова, не го јади она, меѓутоа ние повторно го правиме и го јадиме она што Господ го забранил, бидејќи знае Господ што е потребно за нашето тело. И денеска Бог рекол не пушите, не пиете алкохол, не употребувајте таква храна, зашто тоа е проблем за вашето тело, а ние и понатаму таквите работи ги користиме. Бог на човекот му дал слободна волја да бира. Многу луѓе и самите се виновни што заболуваат и што имаат проблеми во својот живот. Бог поставил принципи, тука се неговите правила, да не убиваме, да не крадиме, меѓутоа убиствата ги прават луѓето. Условите на земјава ги пореметуваат луѓето, оние алчните, себичните, се повеќе и повеќе се испуштаат оние гасови во вселената, односно во природата, и тоа ни се враќат како бумеранг, како кисели дождови, пореметување на озонската дупка, и самата природа ја уништуваат луѓето, тие кои се алчни. Колку фабриките за тешки метали, топилници, железари испуштаат отровни гасови горе во вселената, односно на небото, во атмосферата, и тоа ни се враќа како лоша работа за нас кои живееме на оваа земја. Водата се пореметува, се загадува, шумите се уништуваат, шумите се белите дробови на обстојување на човекот на оваа земја. Кој лаже, кој краде, тоа го прави човекот. Бог поставил правила, Бог дал заповеди 10, 4 го регулираат односот човекот кон Бога и останатите 6 човек кон човек. Меѓутоа, ние како луѓе, на жалост, не ги почитуваме. Исус рекол: дојдете кај мене сите што сте мощени или обременети, и јас ќе ви дадам починка. Но не сите доаѓаат кај Бога, почитувани гледачи. Некои продолжуваат и мислат дека со својата памет, со својата филозофија ќе постигнат нешто. Во една прилика кога Исус бил на оваа земја, се качил на едно риче над Ерусалим и еве што кажал: Ерусалиме, Ерусалиме, ти што ги убиваш пророците и што ги каменуваш испратените кај тебе, колку пати сакав да ги соберам твоите деца, како што квачката ги собера своите пилења под крилјата, но вие не сакавте. Гледате, во тоа време луѓето го одбивале Исуса. На Исуса му било жал. И денеска Исус вели: дојдете кај мене сите кои сте уморни од овој свет, јас ќе ви дадам мир. Јас сум светлина на светот, рекол Исус. Кој ме следи мене, нема да оди во темнина, туку ќе има светлината на животот. Сите болести, па и ракот, па и војните се производ на гаволот, почитувани гледачи. Последна книга, наречена Големата борба, ако сакате може да ви испратиме, кај што дословно е запишено дека сатаната ги е причинител за војните, затоа што преку војните тој ги собира луѓето на своја страна, ги уништува неподготвени за спасение. И затоа ние живееме на оваа планета кај што ѓаволот доминира, но некој ќе каже: па нели Господ е појак, посилен, зошто не го уништи? Ќе го уништи, но сега е времето на сатаната. Се уште не дошло време Исус да каже: готово е, свршено е, кој свет нека се усветува, кој поган нека биде уште попоган. Тоа време уште не дошло, но ќе дојде наскоро, а наше до тогаш да истрпиме, да издржиме, затоа што Бог ќе ни даде сила. Исус пред да напушти оваа планета, еве што кажал: ви оставам мир, ви го давам мојот мир, не ви го давам како што го дава овој свет, нека не се вознемирува вашето срце и нека не се плаши. Бог знаел, Исус знаел дека ние ќе бидеме уплашени од сите настани што ги гледаме на оваа земја, но Исус ни порачува денеска да не се плашиме, да имаме целосна доверба во Него.
тоа е за оваа рубрика, почнуваме гледачи кога зборуваме за прашањето зошто. Тоа е многу широк појам, зошто, но се потрудив барем до некаде да дадам одговор зошто се случува тоа што се случува на оваа земја, затоа што живееме на грешна планета, кај што ѓаволот кнез на овој свет, знаејќи дека има уште малку време, тој се повеќе и повеќе ќе удвостручува својата сила да го уништи човештвото, но Господ не ќе дозволи. Господ еден ден ќе го каже крајот. Одиме сега повторно со песна, потоа ќе продолжиме со нашата емисија. Кога денот си оди и ноќта се спушта, ти остануваш тука, нежно чуваш ме. Постела кога легнам и безгрижно сонам, и в сонот брода ти тука си. Кога секоја надеж во мене згасне, ноќта тивка, тажен сум јас, ме охрабруваш. На колена слаби кога искрено молам, срцето свое го предавам, ме окрепуваш. Понекогаш кога заборавам дека ти со мене си, прости ми, благодарам што со мене си. И кога на погрешен пат сумане, не гледам јас, прости ми, поправи ме, научи ме. Помогни ми да секогаш крај тебе останам јас, тука сум сигурен, крај тебе безбеден. Благодарам што во тебе можам да се надевам, благодарам, благодарам, благодарам. Понекогаш кога заборавам дека ти со мене си, прости ми, благодарам што со мене си. И кога на погрешен пат сумане, не гледам јас, прости ми, поправи ме, научи ме. Помогни ми да секогаш крај тебе останам јас, тука сум сигурен, крај тебе безбеден. Благодарам што во тебе можам да се надевам, благодарам, благодарам, благодарам што крај мене си. Што крај мене си. Што крај мене си. Продолжуваме со нашата програма. Почнуваме гледачи, поздрав до сите вас кои во меѓувреме се вклучивте и ја следите нашата програма. Во рубриката да ја запознаеме нашата земја, нашата Македонија, денеска ќе се подсетиме за градот Кичево. Градот Кичево се наоѓа во Западна Македонија и е седиште на истата општина. Градот лежи во Кичевската котлина под југоисточните падини на планината Бистра. Кичево е оддалечено од Скопје 110 км и се наоѓа на речиси половина пат помеѓу Гостевар 46 км и од Охрид 61 км. Градот Кичево со својата местоположба представува еден од најважните сообраќајни
i tranzitni centri vo zapadna Makedonija. Kako došlo, poteklo to, prvim da go pročitame na ime to Kičevo, kako došle Slovenite, znači koga došle Slovenite v ovoj kraj, osnovale novi naselbi. Vo to vreme najvjerojatno bil osnovan i današnji grad kako naseljeno mesto. Prv pa se spomnova vo jedna povelba na vizantijski car Vasilije II vo 1018. godina so toponimot Kicavis. Vo tekot na srednjo dve gradot bil spomnovan i so formite Kicavin i Kičavin i se naogjel vo sostavot na Ohridskata arhiepiskopija. Ohridskiot arhiepiskop Teofilak naselbate je spomenova so topominot Kitava i vizantijskiot hroničar Akropolit gradot Kičevo. Go spomenova so formite Kicavin i Kicavos. Ete, to je bilo istorijski preljet, odnosno kako se menovalo ime to vo denešno Kičevo. Koga došli Turcite vo Kičevski od kraj vo 14. vek po smrta na krali Marko, Kičevo kako naseljeno mesto se spomnova vo jedan pišen dokument od vtorata polovina na 15. vek. Poznatio turski patepisec i Hadži Kalfa go posjetil gradot vo prvata polovina na 17. vek i go spomnal so formite Firđova, Firčofa, Firčofo i taka natamo. Kako se menuvali upravitelite na ta regija, na toj grad, ete go menuvale ime to Kičevo. Imame mnogo podatoci ovdje od antičkiot i srednjovekovnata istorija, no mislim da to svega ne je važno. Može da najdete vi ako sakate na Google informacije za ovaj grad, no kako je da je, znači i Turcite upravuvale so toj region, Kičevo i Kičevsko podpagjat pod turska vlast u 1385. godina bil pretvoren vo vojen i administrativen centar. Znači, ako deneska odete od Ohrid za Tetovo, odnosno Skopje, mora da pominete niz Kičevo. Od deseta strana ili od levate, kako sakate, jedan golem širok bulevar ve vodi vo centralni del na Kičevo. Starata Kičevska čaršija ubavo da je posetite, ima dukjani, ima mnogo stoka, mnogo dukjanika što može da se nabavite razni raboti po relativno jeftina cena, zato što tamo ima jaki trgovci i direktno od Turcija nosat proizvodi i stoka. Kičevo i Kičevsko prestanova da bide pod turska vlast u 1912. godina, znači toga što Turcite go napušat Balkanot i Kičevo počnova da se širi, da raste v site segmenti na život. Od 11. septembri Kičevo go proslavova kako den na osloboduvanje od Vtorata svjetska vojna, znači Kičevo je proglaseno za slobodna teritorija. Klimata je kontinentalna, toplo je dosta, no zimite zna da bida dosta ostri. Naselenije Kičevo ima nekade spored 2002. godine na popisu od 15.000 Makedonci, 7.641 Albanci, Turcima 2.500, Romi 1.300, Vlasi nešto, Srbi, Bošnjaci i taka natamu. Spored nove popisa nema podatoci, no znači vkupno Kičevo deneska ima okolo 27.000 žitelji. Jedno solidno gradče, znači ne ni malo, ni mnogo golemo, no 27 od 2002. godina, može biti deneska ta brojka je povisoka. Kako je da je? Ako imate vreme i možnost, pominete niz Kičevo i da ga razgledate, ubavinite na toj grad. Odime сега понатаму, ке зборуваме во наредните неколку минути за здравјето. Денеска би сакал да ви пренесам информации зошто лукот
treba da go koristime. Pazarite se polni so proleten ubav luk, zdravo srce, za da imame potrebno da jademe luk. Ewe što zapišale. Negoviot bogat i specifičen vkus pravi da bide jedan od najupotrebovanite začini širom svetot i da bide zastapen vo različni oblici i različni recepti po rečisi sekoja tradicionalna kujna širom svetot. Vo minatoto se upotrebovalo kako lek za različiti sostojbja, spored povek istražuvanja danes se smeta za jedan od najmoknite prirodni antibiotici. Lukovicata od lukot, koja je najčesto koristena u ishranata, je podeljena na poveke mesesti delovi narečeni češnjinja. Češnjinjata se koristat kako seme i za ishrana sveži ili zgotveni. Listovite, stebloti i cvetovite narečeni pulbili se isto taka jadljivi i najčesto se potrebuva dodeka se ušte se nezreli i nežni. Jedinstveni del od lukot koji ne se smeta za jadljive kožestata obvivka. Za istorijati značenjeto na lukot vo čovečkata istorija ima navistina mnogo da se zborova, pa zato ke se zadržime na najvažnite i najinteresnite fakti za lukot i njegovoto značenje za zdravjeto na čovjekot. Prvo, lukot je izvor na komponenti so mokno, lekovito dejstvo i je gusto nutritivna ishrana ili hrana. Ponatamo, lukot pomaga za zdravo srce. Dialil trisulfid je komponenta na lukot koji može da se koristi za tretman na zatajuvanje na srceto. V sušnost, hidrogen sulfidniot gas se pokažel kako zaštituvački vodnost na oštetuvanje na srceto, no vovidovanje to novoj gas kako terapija, znači ponovo vreme veli je izvodljivo. Zato naučnici te se fokusirali na dialil trisulfodot, koji može da dade sličan rezultat. Znači, za zdravo srce jadete presen, što se veli živ luk, počtovani gledači. Ponatamo pozitivno dejstvo kaj osteoartritisot. Znači, jedna studija vo Velika Britanija ni dava podatoci spored koji jedenjeto na zelenčucite od semejstvoto na lukot, znači i listot se jadi i samiot luk spagja, kaj što spagja i lukot može da gi namali nivota na tije problemi kaj ženski od pol. Peto, lukot ja pomaga borbata na telotu so infektivnite mikroorganizmi, vključitelno i sezonskite gripovi. Evo možda najdete mnogo podatoci za lukot na internet, no ja se potrudim samo barem da ve podsjetam, deka danes kada izlezete na pazarit ili utre, sekako koga je pazaren den kaj vas, kupite si luk i koristite go vo najrazličiti formi, može i so jogurt da se meša, da se isecka vo razni salati, vo manđi, no i taka da se jade svež. Eve, toliko počtovane gledači za ova rubrika, znači zboruvavme deneska za lukot koji može da ni pomogne da imame zdravo srce. Odeme sa uštedna pesna i potok se vratime da je prosledime i poslednata rubrika vo ova naša današnja emisija. Dušo moja, prekrasno ime Isus, sve što ti napravi dobro, nego zaboravaj, amin. Slavi go Bog, dušo moja, slavi go Bog, dušo moja. Tvoj koji mi prosti grehove, duša izlekува, njemu je slava sob sami i pesna od srcenja svečnog je peva. Slavimo dušu, slavimo nja, prekrasimo dušu Isus, sve što ti napravi slavimo bro, slavi za Bog duša moja. Slavimo dušu, slavimo nja, prekrasimo dušu Isus, sve što ti napravi slavimo Bog, slavi za Bog duša moja. Tvoj pojmom laka me utreši,
Tvoj koji me večno razveseli, njemu je slava sob sami i pesna od srce, ja svečno tje pevam. Slavi go dušu, slavi go dja, prekrasi go dušu moja, svečno ti napravi, slavi go dja, slavi go dušu moja. Slavi go dušu, slavi go dja, prekrasi go dušu Isus, svečno ti napravi dobro, slavi go dušu moja. Tvoj koji od smrta me izbavi, Tvoj koji me čuva i den i noć, njemu je slava sob sami i presna od srce, ja svečno tje pevam. Tvoj koji je drži svenata, Tvoj koji stvari bezbožstvo znala, njemu je slava sob sami i presna od srce, ja svečno tje pevam. Slavi go dušu, slavi go dja, prekrasi go dušu moja, svečno ti napravi, slavi go dja, slavi go dušu moja. Slavi go dušu, slavi go dja, prekrasni go dušu Isus, svečno ti napravi, slavi go dja, svečno slavi go dušu, slavi go dja, prekrasni go dušu moja, svečno ti napravi, slavi go dja, slavi go dušu moja. Slavi go dušu moja, prekrasni go dušu Isus, svečno ti napravi dobro. Продолжуваме со последната рубрика во нашата емисија, почитувани гледачи, тоа е за археологијата. Зборуваме за веродостојноста на денешната Библија што ние поседуваме во наши раце. Интересот за земјите спомнати во Светото писмо постоел во сите епохи. Значи во Библијата се спомнуваат многу градови, многу земји, многу настани и луѓето ги интересирало дали тие навистина постоеле во минатото, зашто некои денеска не постојат или се уништени, затрупани градови, села и така натаму. Значи интересот за земјите спомнати во Светото писмо постоеле во сите епохи, но редовното истражување на библиските антиквитети започнало дури во 19. век со почетокот на тие откриени антички градови кои се спомнати во Стариот Завет. Почнувајќи од 1865 година започнало да се појавуваат општества за проучување на Палестина. Палестина им била многу привлечна како земја на западните цивилизации, односно на луѓето кои живееле во западните држави. Така да, почнувајќи од 1865 година, започнало да се појава интерес за истражување на Палестина. Такви се појавиле луѓе, значи во Велика Британија, во Америка, Германија и Русија. Така да раните археолошки истражувања биле истражувачки по природа. Се откривале разни урнатини, на површина се откривале, значи со копање, биле направени мапи или карти за полесно следење на таквите движења. Првите истражувања во Ерусалим ги извршил англичаницот Ворен во 1867 година, но археолошките работи во тоа време се уште не дале задоволителни резултати поради недостаток на стручен или научен метод. Почетокот на вистинската научна археологија може да се смета од 1890 година, кога англискиот археолог Ф. Петрич или Петрит Флиндери Вилијам Метју развил метод за систематско
и комплексно проучување на керамиката, што возможило да се одреди релативната хронологија на културните слоеви изолирани при ископувањето на одредени населби. Така првите вистински научни ископувања во Палестина започнале кон крајот на 20 век. Нив ги воделе британците Петри, Мекензи, Мекалистер, американците Райснер, Фишер и германците Шумахер, Воцингер и французите Вогузе, Клемон, Гано. Руските научници исто така придонеле за проучување на Палестина кон крајот на векот, како што биле Олесницки, Кондраков, Никодим Павлович и така натаму. Тоа има тука во извештајот и други луѓе кои се спомнуваат, но сега да не ве оптеретувам, почитувани гледачи, во овој период активни ископувања били извршени не само во Палестина, туку и во Месопотамија, каде што се претпоставува дека бил и рајот, Едемската градина, каде што работите се одвивале во многу насоки одеднаш. Значи, бил истражен или ископан градот Ашур, потоа градот Ниневија, Вавилон и најстарите сумерски центри, како што се Урок, Нипур и така натаму. На територијата на Сирија пронајдене Алалах, град кој постоел од 4 до крајот на 2 век пред нашата ера. Еве, толку за ова утринска емисија, кога станува збор за археологијата, ќе продолжиме со пренесување на податоци и во утрешната емисија. Почитувани гледачи, дојдовме полека до крајот на ова наша денешна емисија. На сите вас кои прославувате роден ден, денеска ви го честитаме и ви посакуваме секој добро, бидете радосни, весели, а на сите останати гледачи им посакуваме убав ден, останете со здравје, ви закажувам нова средба на исто место, во исто време, утре во 8 часот и 30 минути. А до тогаш, довидување. Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата, имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски. Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсеви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата, Светото писмо на Стариот и Новиот Завет преку курсевите на интернет или во печатена форма.